Трет ден во собранието се дискутира по 6-месечниот извештај на специјалното јавно обвинителство. Здравствената состојба на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева е добра, информира ОЦЈО, па таа присуствува на денешната седница на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците. По 2 дена присуство на расправата, вчера вечер на Јанева и се слоши и таа ја напушти седницата. Председателот на комисијата Владко Ѓорчев ја презакажа за денеска. Црвените грчки линии во спорот за името не се менуваат и покрај мерките за градење доверба. Грчкиот премиер Алексис Ципрас во говорот на Генералното собрание на Обединетите нации посочи дека Грција останува посветена на преговорите и наоѓање заедничко прифатливо решение за име со географска одредница за севкупна употреба, додавајќи дека се работи за подобрување на односите со Македонија преку мерки за градење доверба. Ние продолжуваме со поддршка за наоѓање заедничко прифатливо сложено име со географска одредница за севкупна употреба Ерга Омнес, посочи Ципрас, кој овие грчки позиции ги представил и на вчерашната куса средба со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун, на која присуствуваа и грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас и медијаторот Метју Нимиц. Јас сум македонец, моите сограѓани се македонци и од оваа говорница ви се обраќам на македонски јазик. Бараме сите да не почитуваат како македонци, како што ние го почитуваме правото на сите да се идентификуваат така како што се чувствуваат, како што ние на сите им го почитуваме правото на самоидентификација и човеково достоинство, порача председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов во своето обраќање на 71-то Генерално собрание на Обединетите нации во Њујорк. Говорејќи за прашањето за името, Иванов упати покана до грчкиот премиер Алексис Ципрас да ја посети Македонија и да биде специјален гостин на самитот на лидерите на Брдо Бриони процесот, што следната година ќе се одржи во нашата земја. Според македонскиот председател, поради двојните стандарди и непочитувањето на меѓународното право, меѓународниот поредок полека деволуира во, како што рече, глобален хаос и непоредок, а во својот четврт век независност Република Македонија ја почувствувала оваа сурова реалност. Иванов потенцираше и дека Македонија придонесе за европската безбедност. Американскиот експерт за Балканот и за безбедносни прашања Гордон Бардош смета дека главен предизвик за разузнавачите и безбедносните служби кои се занимаваат со заканите на џихадистичката исламска држава ќе бидат незините мрежи во балканските земји. Бардош потсетува дека голем број од странските борци од редовите на исламската држава потекнуваат од балканскиот регион и дека според повеќе анализи Босна и Херцеговина и Косово имаат најголем број џихадисти по глава на жител во Европа. Во текст објавен во издание на Американскиот центар за демократија, Бардош наведува дека исламската држава сега ги упатува своите следбеници финансиските донации да ги насочуваат кон Балканот.